Како преживуваат граѓаните во нашата држава во овие години на транзиција, но и политички превирања и поделби, веројатно најдобро зборуваат податоците според кои дури 12% од вкупниот број станови сопствениците ги ставиле под хипотека за кредитни задолжувања и слично. Имено податоците на Центарот за цени и недвижности велат дека заклучно до септември годинава од вкупниот број од 1.084.500 запишани станови во нашата држава, дури 132.500 биле ставени под хипотека. На врвот на најхипотекарни градови е Скопје, каде од вкупно 317.000 станови под хипотека се ставени 64.300 или цели 20%. Кочање на оваа листа го дели високото 8 место со евидентирани 28.680 стана, од кои 3.326 се под хипотека, што е нешто над 11%. Пред него се Штип, Струмица, Гевгелија, а позади него Охрид, Велес, Тетово, Куманово. Можеби токму оваа листа на еден начин покажува во кој град каков е стандардот на граѓаните или како се живее. Инаку сајтовите на поголемите банки како што се Стопанска, НЛБ и Комерцијална покажуваат дека многу често становите што се ставени под хипотека завршуваат на пазарот на недвижности како запленет имот, а по основ на неплатени поверувања за издадени кредити. Понудата на некои банки е толку голема што тие стануваат сериозна конкуренција на агенциите за недвижности, бидејќи се проценува дека секој пети стан во Скопје е под хипотека, а во Кочани секој 11-ти.